Значи, со овој амандман бараме да се прошири групата која што ќе примаат, односно нема да плаќаат партиципација за прва проценка на попреченост, како што стои во членот 10, вели, ги опфаќа децата, односно право имаат лицата со гарантирана минимална помош што примаат согласно Законот за социјална заштита или е дете до 18 години. Значи, тука границата е многу јасна, дете до 18 години. А пошто самата проценка, функционална проценка на лица со попреченост се прави заради да се остварат правата и услугите на лицата со попреченост, и тоа од утврдени во законите. Законот за социјална заштита, Законот за заштита на децата, Законот за основно образование, Законот за средно образование, Законот за работни односи, Законот за вработување на инвалидни лица, Закон за права на воени инвалиди, членови на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци, и Законот за посебни права на учесниците во мировните операции и операции за колективна одбрана надвор од територијата на Република на Македонија и на членовите на нивните семејства. Значи, тука би требало да се додаде и редовен ученик, да, редовен студент се станува после 18 години. Значи, редовен студент и дете на воен инвалид. Тоа се врши функционална проценка заради да можат да ги остварат своите права. И ова ослободување би требало да ги и овие групи да ги опфатат. Заради тоа што колкова е големината, па на тоа нели ослободување на таа партиципација согласно тој тарифник, согласно член 33, не се знае, ја немате наведено колкава е, дали е таа некоја голема сума која што би го оштетило буџетот на Македонија, тоа уопште не е битно. Целта е да се помогне на овие деца, да се помогне, тука има нели возрастни, тие што примат минимална гарантирана помош, и заради тоа да се ослободат од партиципација. Мислам дека треба убаво да се размисли за ова, затоа што дете со посебни потреби, односно со попреченост, лица се и студенти. Имаме многу студенти кои што се со попреченост и би требало да бидат ослободени. А исто и децата на воените инвалиди. Не може да биде до 18 години? Добро, ама еве редовен студент е над 18 години. Толку имам, благодарам.